Добра вечер. Очите на светската јавност вечерва и утре ќе бидат вперени кон Соединетите Американски држави. Американците избираат помеѓу Доналд Трамп и Хилари Клинтон. На 11 декември во Македонија се случуваат предвремени парламентарни избори. ВМРО, ДПМН и СДСМ изборите ги прогласија како избори да се биде или не, или за животот се работи. Се обидувам да парафразирам. Наш гостин вечерва во 24 анализа, председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Господин Заев, добро вечер. Добро вечер и поздрав до гледачите. Реков, очите на светската јавност се вперени кон американските избори, Доналд Трамп и Хилари Клинтон. Прогноза можете да дадете на почетокот? Надеваме ние за демократите. Да? Да, се надеваме Америка да има женски председател. Нешто би променило, доколку и Трамп или било кој да победи во однос на оно што е курс на политиката, американската политика кон Македонија, или? Знаете, сите некако навиваат за секој. Имаме право и ние да навиваме. Јас не верувам дека Америка ги промени своите политички ставови према Западен Балкан, каде што со причини се вперени доста очи. Има и меѓународни тенденции овде за севкупните процеси на интегрирањето на овој Западен Балкан или слично. Америка покажала како да се менуваат председателите на државата, таа останала константни на своите политики, врзани за принципите, за стандардите, за вредностите или слично. Јас сум среќен што Америка е голем пријател на Македонија и имаат позитивна намера со оваа наша земја како пријател да го помогнат и овој народ и оваа земја да напредува во севкупниот квалитет на својот живот. Од таа голема игранка наречена американски избори ве враќам назад во она што е сурова реалност или во оваа наша локална бара наречена Македонија, македонска политичка криза. Во предворјето сме практично на предвремените парламентарни избори, само што не започнал и кампањата. Социјалдемократскиот сојуз заврши една работа, тоа е она со листите, што им ги понудивте на граѓаните, листа за кандидати со пратеници, и несомнено сето тоа предизвика имаше голем оттек во јавноста, предизвика лавина од реакции. Социјалните мрежи беа полни со негативни коментари, не знам колку видовте делото, беа и со позитивни коментари. Имавте неколку изненадувања на листата. Што очекувате вие од изборите со таква листа? Секако победа и ништо помалку од победа, но ова што се случува во моментот од неколку аспекти е за прв пат во нашата земја. Аспекти има дебат. Луѓето дебатираат за листите, велите има и негативни коментари, има и позитивни коментари. Може да учествуваат во таа дебата луѓето. Не чекат председателот на партијата да ги напише вечерта и да ги објави и толку е тоа. Кај нас прво видоа органи и тела на партијата, како дискутираат, како се менуваат одредени позиции. До крајот на денот беа финализирани самите листи и самата дебата покажува колку се различни листите. Втората крупна работа е СДСМ се отвори и конкретно. Не е само тоа што Заев зборува раководството на СДСМ за граѓанскиот концепт. Конгресот на СДСМ, највисокото тело, со преку 85% присутност на самиот конгрес, донесе јасни и гласни одлуки. Се отворивме кон граѓаните. Зошто? Заради тоа што ова отвореност кон граѓаните значи одстапка од позициите партиски наши. И наредивме внатре независни интелектуалци. Таму покрај тоа што има минимум 40% од обата пола. Таму има минимум 7 места млади луѓе по 32 години на добитни места во самите листи. Ние градиме нов концепт каде што ќе овраќаме во полн сјај парламентот, да биде коректив на извршната власт. Согласно парламентарниот модел на демократија со кој што сме дефинирале уште 91-а дека ќе ја градиме ова наша земја. Конечно да заврши времето каде што парламентот ќе биде извршен орган на извршната власт. Не, парламентот има да дрма, има да ја коригира власта, има да враќа закони назад, има да ги менува самите законски решенија, има да биде иницијатор на законски решенија. Овде ни требаат многу граѓански аспекти, независни интелектуалци, кои што нема да го следат само шаблонот на шефот, кој што досега го имаме видено. Не, тие ќе бидат внатрешно сидро, кое што дефинитивно ќе биде основна причина и мотив
парламентот да биде навистина коректив на извршната власт. Одиме поред со она што беше спорно за голем дел од, ако сакате, интелектуалната, ако сакате и вашата внатрепартиска интелигенција во однос на она што беа листи. Софија Куновска поднесе оставка од местото претседател на градската организација, незадоволна од листите за кандидати. Таа рече од лични причини дека го направи тоа. Како и да е, јас го почитувам правото на секој. Тоа е демократијата. На крајот одлуките се носат со мнозинство гласови. Навистина, пратеникот Софија Куновска, нашиот досегашен претседател на градската организација, одлично ја заврши својата. Незината забелешка беше за Лилијана Поповска. Генерално за Лилијана Поповска, тоа е партијата Дом, која што до пред 2 години практично беше во коалиција со ВМРО-ДПМН. И сега велат, ај прашете како гласала Маринела Тушева на Конгресот, кога Лилијана Поповска го грабаше телефонот за да не го сними тој црн понеделник што се случуваше. Знаете како, ние сме демократска партија. Ако проверувам како гласала Маринела Тушева, Маричич, верувам дека гласала за. Знаете зошто? Заради тоа што ги гледате позитивните аспекти во интерес на државата, а своите лични чувства и перцепции ги ставате во најмала рака на втор план или на заден план, така да кажем. Зошто? Ние ја отворивме вратата за сите луѓе кои што се позиционирале во позиции против режимот. Без разлика кога тоа го направиле, дали во првиот момент, кога се дозна каков режиме, со сите докази или индикации на докази кои што ги објавивме, или до ден денеска тоа се случува или ќе се случува до изборите. Вратите се отворени комплетно. Не може да не ги препознаеме луѓето кои што се одважиле. Точно е. Лилијана Поповска беше соучесник и Дом со власта во целиот овој период. Ама зарем да му се лутиме на човека ако не знаел се. Може да му се лутиме кога дознал и не преземал ништо. Зошто? Заради тоа што до ден денеска има многу партии кои што се во коалиција со ВМРО-ДПМН и со оваа криминална банда што го води ВМРО-ДПМН, ама не го прават овој чекор. А знаат сите. Прашањето е кој признава, кој не. Така да не може да не ги почитуваме таквите вредности. Втора работа, имаат своја тежина. Дом или Лилијана Поповска. За граѓаните. Ние сме посебна политичка партија, ама ние сме различни од Дом. Така да има повеќе причини за овие работи. Генералната причина е секој што се одважил и се спротивставил на овој режим. Ние сакаме да му понудиме шанса да продолжи да се бори против овој режим. За волја на вистината Поповска се повлече од добитно место, но добитно условно кажано место. Личен чин, го почитувам тоа. Кај мене впечатокот дека господја Поповска сака да остави впечаток дека ова не е лична борба или потреба нејзина за да биде пратеник. Знам дека од добитното место ти имате едно или две недобитни места на самите листи, односно според мене релативно е тоа добитни и недобитни, но да ги кажем на прв дел од листи и на втор дел од листи вака поделени, таа се повлече од добитното или на прв дел од листи, испраќајќи порака, како што го разбрав тоа и како што го следев по медиумите, е дека ова не е лична борба и личен интерес. Се работи за интересот на Македонија, конечно да биде ослободена од овој режим кој што владее ве повеќе од 10 години. Ферит Мухич е универзитетскиот професор, интелектуалец несомнено, исто така предизвика, ако можем така условно да кажам, гнев кај одреден дел од она што е интелектуална фела, кај одреден дел постои резерва. Зошто се одлучивте за Ферит Мухич? За денес да слушате дека бил против абортусот, дека што ја знам бил на борби со кучиња и така натаму. Значи реагира буквално се она што може да се реагира како граѓански активизам. Еве вака да ви кажам, принципиелно се водевме да имаме различни луѓе од нас. Зошто? Ако ние ги баравме да бидат консеквентно исти со нас, тогаш прашањето ќе беше дали имат тие книшки од СДС или не. Различноста преовладува во овие листи. Кој како сака нека збори мора да признае дека овде сме поинакви од било кој и од било кога во Македонија. Имаме прошарени листи на секаде со независни кандидати. И секако тие независни кандидати, може би еден кандидат е по едно прашање поразличен од нас, некои други кандидати се по други прашања поразлични од нас. Но ставот на Социјалдемократскиот сојуз по овие прашања е кристално јасен. По некои од овие прашања, за кои што имаме изградено став, а се актуелни во моментот, дали е тоа прашањето за абортусот, дали се прашањето по други прашања, дали е за заштита на животните или слично,
Може и во нас, во Централниот одбор, во Конгресот, во извршниот, има поединци кои што не се согласни, но мнозинството донело одлука. Ставот на СДСМ е јасен. За абортусот опцијата останува за избор на жената. Заштита на животните императив за нас, составен дел од нашата програма и ние немаме проблем со тоа. Ама зарем не се бориме да имаме различни ставови? Зарем не се бориме да имаме и дебата? И на крајот, после таа дебата и различни ставови, да се изгласа со мнозинство внатре. Тоа е квалитатив. Ние заборавивме што беше различност. И затоа може би така реагираат. Кога ги правевте листите, внимававте, например, и на годините Ивана Туфекџиќ е поприлично млада девојка, која што лично не ја познавам, меѓутоа пленумот, студентскиот пленум и средношколскиот пленум, кој што практично направија вовет во она што подоцна се случуваше со нивните протести, се откажа од нејзе. Јас си го разберам тој чекор на откажување од некој нивни активист. Зошто? Заради тоа што влегол во политика. Макар како независен кандидат или кандидат на листа на СДСМ. Не е премногу млада Туфекџиќ за во собрание? Знаете како? Тамо се носат закони, тамо се носат сериозни работи. Не дека е несериозна Туфекџиќ, меѓутоа и нашиот председател на младина е млад. Така? Стефан Богоев. Пресериозен беше во парламентот. Ние мора да испратиме пораката дека даваме шанса на сите. Шареноликоста на овие листи е богатството на оваа наша Македонија. Ние сме шаренолика Македонија по секој можен аспект. Така да и по генерации, и по други определби, од било каков тип сме шарени како земја. И такви се и листите, тие се репрезент на тоа што е Македонија. И од етнички аспект, и од политички аспект, и од верски аспект, и од аспект на генерации или слично, и од аспект на застапеност на обата пола, од секаков можен аспект. Што баравме ние? Да биде тоа проткаено со сите репрезенти на групите кои што се одважиле да пркосат на овој режим. И тие заслужуваат шанса да продолжат да покажат различност во периодот кој што доаѓа после нас. Тоа е навистина нешто кое што во најмала рака треба да го почитуваме во општеството. Не му е лесно на еден СДСМ, огромна партија во Македонија, да го направи тоа. Направивме нешто во кое што искрено верувавме, отстапивме од нас, зошто? Заради Македонија. Отипа и за тоа постоиме како политичка партија. И во тој дел, меѓу другото, испраќаме во случајот со господицата Ивана Туфекџиќ, испраќаме порака до младите. Не мора да бидете членови на партии, или таму има и други млади луѓе, или други независни интелектуалци, поединци, за да бидете некогаш па дури и пратеник, за да бидете во извршна власт или било што. Знаете како се перцепира во јавноста? Излегуваме да протестираме, како видите вие, против режим, но сепак на крајот сето тоа мора да го валоризирате. Со пратеничко место. Се обидувам да го вулгаризирам. Многу интелектуалци зборуваа, се охрабрија, и после студентите, и после бомбите, и после медиумите, протестирајќи за Кежо, и се охрабрија. Да, но истите тие велат денес, јас не гласам, вика, за листата на СДСМ. Кога го гледам еден Ферит Мухич. Опција е. Луѓето нека имат право на избор. Тоа е понуда испорачено од кај нас. Мислам дека во моментот одредено несогласување предизвикува моментални реакции. Тие луѓе кои што се борат за слобода, демократија, правда во Македонија се вратат. Тие луѓе знаат дека режим треба да падне. Во моментот го кажува тоа како моментален израз. Јас верувам дека сепак се тие луѓе кои што дават подршка на разноликост. Знаете како? Одредени поединци на самите листи, не се целите листи, сигурно има таму и други причини за кои што уште повеќе имат причина да гласат за самите листи. Но, ако се луѓе кои што сакаат режимот да падне, тие не може да барат поедини изговори. Зошто ти било тоа различно? Или оти некој не се согласува со нивните перцепции и ставови кои што ги имаме. Знаете како? Јас со голем дел, со еден значителен дел, еве не голем, ама еден значителен дел, со тие луѓе што се на листи имам различни ставови. А јас сум председателот на СДСМ. И не мора да имам исти ставови. И тоа не е крај на светот. Тоа е здраво. Тоа е здраво за Македонија. И мора да веруваме во тоа. Ако нема дебат, ако нема различност внатре, нема напредок, нема развој, нема прогрес, нема перспектива. Квалитетот ќе дојде само по дебата, само по пат на расправа од различности. Од внатре во партијата, освен Софија Куновска, вака заткулисно можеше да се слушнат и други реакции. Меѓу другото, колегата Огнен Јаневски во неговата денешна емисија Очи во очи, каде што се јавуваат граѓаните, собираше прашања до председателот на СДСМ Зоран Заев. Јас подоцна ќе повикам, одбравме 5 од прашањата, ќе повикам едно по едно за да ги одговараме.
Кога говорам дека имавте реакции внатре во самата партија, ја споменав емисијата затоа што дел од прашањата и се поклопуваат. Вие во вашите кандидатски листи од оние кои што беа пратеници, условно кажано, ако не се лажам, 2012, кога беше црниот понеделник, имате еден или двајца пратеници кои што повторно се на кандидатска листа. Од оно што е последен парламентарен состав, практично половина пратеници ги нема на листите. Горан Сугаревски, Маријанчо Николов. Сега луѓето прашуваат зошто не се тие на листи? Знаете, зошто не е координаторот на пратеничката група? Заради тоа што прво се водевме од тоа што граѓаните ни го укажуваат согласно нивните очекувања од СДСМ во делот на СДСМ кандидатите. Горан Сугаревски е пратеник од 2008 година. Одличен координатор на пратеничката група во периодот 2014-2016 година. Одличен. Дојде време човекот и практично да покаже дека тој е и екзекутор на позитивни проекти со нивна успешна реализација. Не мора сите да останат вечно во парламентот и апсолутно не треба тоа да не загрижува сите. Сите овие луѓе што беа и во пратеничкиот состав 2012, кога беше црниот понеделник, па и дури пред 2011 година, тие се тука рамо до рамо со мене. И сега прашањето е зошто Радмила Шекеринска е вечна, например? Та не беше во пратеничкиот состав до сега, така? Но па предходно не беше, да. Предходно беше. Сега не беше. Предпоставам Радмила Шекеринска со победата нема да остане во парламентот. Таа е одличен квалитетен кадар во евроинтегративниот процес и во надворешната политика во Македонија. И тука нема дилема. Јас отворено кажувам, членовите на извршниот одбор, на пратеничката група, на претходните пратенички групи ќе бидат составен дел на извршната власт. Зошто? Од ерете и мегдан да покажеме ние како тоа ќе го реализираме што го ветуваме према граѓаните. Многу мал дел од извршниот одбор кој што ги носи одлуките е составен дел на пратеничката група. Не само на парламентарниот состав сегашен или претходен, ама викаме извршен одбор. Тие се за извршната власт генерално. Тоа се моите другари сопартици во кои што го вградивме сето наше знаење заедно со граѓаните изработувајќи ги овие програми кои што денеска им ги ветуваме на граѓаните, некој треба да ги реализира тие програми. Уште позначајно што после 11 кои се луѓето што тоа ќе го реализираат. Тие се тие луѓе. Сите со своето богато искуство. Еден Макардули, еден Маријанчо Николов, еден Митре Велјановски, една, не знам, да ги спомнувам сите пратеници кои што беа понаназад. Тука и Маринела Тушева. Тука се многу наши луѓе. Весна од Битола. Тие луѓе знаат да одработат. Не знаат само да бидат во парламент. И тие луѓе ќе учествуваат и ќе покажат како што биле одлични пратеници. И дискутирале. Ќе добијат шанса да покажат дека знаат тоа да го сработат што го зборувале си во овие години наназад во парламентот. Јас така гледам на работа и партијата гледа така на работа. Едно од прашањата. Зошто, например, не видовме некоја, бидејќи вашата партија гледат како поделена на заевисти луѓе на Радмила, луѓе на Бранко, например, зашто не видовме листа во која што би бил Јани Макрадули, Гордан Ѓоргиев. Карикирам сега, ги земам бидејќи вие ги споменавте. Знаете како, јас сум Зоран Заев, истиот председател кој што беше председател и 2014, па таму имаше 7-8 пратеници од бившиот состав. Немам предрасуди или проблем. Она што сакам да го знаат сите. Значи, немам такви активности во СДСМ кои што трошат макар минимум 1 секунда од моето време. Сите луѓе ми се на располагање и сите луѓе помагат во оваа работа. Зарем тие луѓе што беа на најеклатантниот пример, изфрлени во парламентот еклатантенот и тоа е грдото лице на режимот. Таа слика што ја видовме преку тие снимки што излегува тогаш снимени баш од телефони. Зарем тие луѓе нема се борат против режимот, тие се борат секој ден. Ги гледавте на шарена револуција, ги гледавте со граѓаните во Македонија, ги гледате на сите активности на СДСМ организирани. Тие се дел од мојот централен одбор. Мислам на партијата, јас сум нејзиниот председател. Тие се луѓе по општинските изборни штабови, по нашите регионални штабови. Тие се тука со целиот свој капацитет и знаење. И јас сум среќен што овие луѓе, можеби режимот од другата страна, го прави тоа, се сите околу мене. Значи, отворено. Ама ние се научивме знаете како, ако шефот во партијата, зборувам за ВМРО, ДПМН Никола Груевски, го каже тоа, сите се постројуваат како војска. Аман, некој пат има лични чувства, излезе Софија, го каже тоа. Ма Софија останува член на Централниот одбор на партијата и апсолутно тоа е многу исправно и демократски и јас го почитувам тоа како чин.
па продолжиме понатаму, да докажеме уште повеќе колку сме вредни пред членство делегати на Конгрес или членови на Централниот одбор. Или последен муавет кој што доаѓа од СДСМовските којни е абре Заев и Шекеринска си ги договорија носителите на изборни единици 3 по 3. 1, 5 и 6 за Шекеринска, односно Пендаровски, Шекеринска и Шилегов, а Оливер Спасовски, Зоран Заев и Како да има две страни? Лјупчо Николовски, како така го поделја, да. Значи, со целото раководство, вклучително со Радмила е мојот заменик председател на партијата. Функционираме безпрекорно. Тоа се тезите кои што циркулираат во заткулисите. Значи, безпрекорно, како да ви кажам. Да даде Господ многу луѓе да има такви соработници како што имам јас околу мене. Не беше лесно за СДСМ во ова време да го истераме целиот овој процес. Многу граѓани се одважија и помогнаа на својата земја, но битката ја водеше опозицијата на чело со СДСМ. Благодарение на тие луѓе, јас имав и храброст, јас имав и можност да го изменеджирам процесот. Тие беа целата мудрост во преговорачкиот процес. Тие се искусни луѓе, добри чеда на Македонија. Така ќе го кажам. И лесно ми е мене како председател кога имам такво раководство околу мене. Отворено кажувам и да се знае за сега и за секој пат. Прекрасни соработници имам околу мене, благодарение на кој заедно еве јас како прв меѓу еднаквите успеавме да ја доведеме Македонија, да ја спасиме од режим, а тоа да биде на поинаков начин отколку падовите на режимите било каде во светот. А прашањето на оние кои што безрезервно ја поддржуваат е дали и со кого практично Зоран Заев денеска војува? Со Никола Груевски или како што видите вие со режимот или со група на интелектуалци кои што условно кажано шират дефетизам? Немојте да се секирате за тоа. Јас го сметам здраво за општеството. Јас сум релаксиран од ова. Јас сум среќен напротив. Од има дебата. Но луѓето немале право да дискутираат така јавно. Кога последен пат е така дискутирано по листите? Ова е здраво, ова е вредност, нова. Во најава каква Македонија ќе имаме. Дај да се радуваме на различност. Тоа е убавината, тоа носи квалитет. Целосно сум растретен. И ги оставам луѓето да зборат. Голем дел од тие луѓе јас можам да им се јавам и да не зборат, така? Па ги препознават. Зошто, ако не друго председател сум им на партија? Ако има некој СДСовци внатре. Или биле рамо до рамо, како граѓани со мене во шарена револуција. Не, нека зборат луѓето, нека го кажа тоа што. Не допира никаква реакција до вас? Апсолутно, верувајте. Толку сум посветен на следните чекори. Денеска дадов прекрасна изјава со Стево Пендаровски за нешто во кое што верувам. Гледам 2 чекори понапред. Јас уште сега мислам и сум убеден дека мора да ги направиме потезите кои што ќе ни се најдат, дали за во новиот парламент, дали за во новата извршна власт. Ние уште сега мора да ги најавиме идните политики во Македонија. Дебатират новинарите, прашуваат ќе има ли пари, од кај ќе ги најдеме. Па тоа е загриженоста во Македонија. Прашувам јас подосна. Колку председателот на СДСМ Зоран Заев успеа да се деконтаминира од она што го слушаше како политичка бомба од прислушкуваните материјали? На ова работа не гледам јас како некоја контаминација или деконтаминација. Јас сум шефот на опозицијата. Слушавте кој што се зборувал за вас, па макар и за луѓето внатре од партијата, затоа сакав да прашам колку се деконтаминиравте во смисла на тоа кога ги правевте листите, чека овој ми копал гроб, условно кажано позади мене. Јас сум само обичен човек од крв и од месо. Од 9 февруари излезе првата политичка бомба од проектот Вистината за Македонија. Сте препознали нешто поразлично кај мене? Нешто тоа да ме променило со сите мои предности и слабости како човек на место политичар на најголемата опозициона партија? Не, воопшто. Значи, јас сум човекот кој што во тој момент ја заврши својата работа како шеф на опозицијата. Јас сум човекот со црвената папка, кој што излезе и ја заврши својата и политичка и човечка одговорност. Го споделив тоа со граѓаните. И го преточив во кривични пријави, го доставив до институциите кои што денеска се преточени во независни, како што е СЈО, да ја води својата работа. И тоа е нивна работа. Но истовремено јас сум истиот човек со црвената папка сега што мала. Но како символ за животот. Со црвената иста боја. Тоа е со планот за живот. Со планот за живот во Македонија. Така да таа фаза заврши и беше до тогаш. Материјалите, како ги поседувавме? Комплетно, 100% ги доставивме до независната институција специјално јавно обвинителство. И продолжив да извршувам мојата функција и функцијата на политичар прво опозицијата, она што е работа на секаде во демократскиот свет, да промовирам иднината во државата. И морам да прашам, да не заборавам, што се случи со Никола Димитров?
излезе шпекулација дека возможно е Никола Димитров да биде носител на листа, ако не да биде барем на добитно пратеничко место. Знаете зашто може излегла таква работа? Заради тоа што со сите луѓе разговаравме и меревме како е најдобро. Никола Димитров е поддржувач на целото ово опозиционо движење. Тој е независен интелектуалец и човек, според мене, високо почитуван во општеството. Јас верувам дека во целиот овој период пред нас ќе го видите како е позициониран и каде е позициониран. Тој ми е драго што учествува во оваа борба и неговото место е поприлично, како да ви кажам, загарантирано во иднината на Македонија. Зошто? Заради тоа што, за пример, се одважи некој многу навремено да го препознае режимот и да дава прилог во ова цело опозиционо движење или граѓански концепт на граѓанско движење за да падне режим. Верувам дека тој ќе има своји соодветни позиции во времето кое што... Но не беше за пратеник, така? Кога меревте, предпоставувам. Тој има високи вредности, но оценивме дека на одредени други позиции ќе биде посоодветен. Ве молам, ќе почекате и ќе видите тие посоодветни позиции. И кога ја говоревте мултиетничноста, некои од луѓето очекуваа дека можеби носител на некоја изборна единица ќе биде и албанец. Знаете како, ние не таргетираме на 100% албанските гласови, па дури и на 50% албанските гласови. Ние го знаеме тоа што може да го очекуваме од граѓаните со албанска националност во Македонија. Како што знаеме колку очекуваме од турската националност, со српската и се соодветно, на тоа што го очекуваме, така и ги поставивме листите. И апсолутно нема дилема. Некои можеби очекувале, можеби со право очекувале, но органите и телата на партијата ги донесоа одлуките и мислиме дека е тоа соодветно. Останувате градоначалник на Струмица или ќе има некакви рокади што ја знам сега предизборно? Ќе има рокади после 11 декември заради тоа што ќе победиме ние како опозиција на избори. Зоран Заев ќе биде премиер? Така е. Повикувам прашање од гледач и ќе ве замолам за одговор, па ќе одиме на другите теми. Тоа е првото прашање поврзано со и околу аболицијата. Зоран Заев на изјава даде дека тие што се аболицирани криминалци и без разлика овие што ќе ги осудат ако се криминалци, дека не треба да бидат на пратенички листи. Или овие ако сега, на пример, допрва, на пример, има уште месец дена, утврди криминал. Добро, да. Дали тоа значи дека сакате да прашате зошто е Зоран Заев на листа во случај кога е аболициран? И да. Еве вака. Прво, после аболицијата, јас сум 2 пати биран за градоначалник. 2 пати сум бирал носител на листа во 4-та изборна единица. Втора работа, јавно го повикав Ѓорги Иванов да ја поништи аболицијата. Јас не можам да ја поништам таа аболиција. Јавно, отворено, неколкукратно, неколку пати. И тоа е одлука на председател на државата кој што ја дава самата таа аболиција. И немам предрасуди. Впрочем, денеска е повеќе од јасно и после судските пресуди кои што стигнаа и од Врховниот суд и тоа што го објавивме како се носеле и самите пресуди, комплетно согласно тоа, апсолутно немам дилеми дека се работело за политички монтиран процес. И јас сум овде, секој пат, Ѓорги Иванов повторно го повикувам да ја укине аболицијата, ако тој може да ја укине. Повикувам реклами, па се враќаме назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Толку сум среќна што те имам, ти благодарам, а благодарам значи мерси. Мерси е мојот. Мерси, огромен избор. Задоволство е да се избира од уникатна колекција на најпрефината чоколада. Мерси за тоа што си ти. Оваа среда, најниската цена во градот. Само за вас. Лимони 1 килограм за само 33 денари. Единствено во Тинекс. Ги одбрав Голден Арт, затоа што квалитетот и долготрајноста ми се најважни. Затоа што ми требаше дом, не само стан. Да создадеш пиво и да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство
и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап. Priča se da će ova zima biti hladna i virusna. Što se tiče hladnoće, moji komši i ja smo se pobrinuli da nam ne bude hladna. A što se tiče virusa, brine se G132 Plus Natural i International Health. Živi bili! Ви треба телефон, телевизор или лаптоп? Сега е многу лесно. Супер брз кредит без административни трошоци. Инстант одобрување во продажните салони на АМЦ. АМЦ, вистинско место за нова технологија. Марија секогаш ги организира средбите на генерацијата. Овој пат не можеше. Ја спречи болката во грбот. Ибутоп кремот брзо се впива, ја отстранува болката и ја подобрува подвижноста. Не пропуштајте ги миговите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага Ибутоп крем. Добре дојдовте назад со 24 анализа. Мој гостин, председателот на Социјалдемократскиот сојуз, Зоран Заев. Сакам малку да зборуваме околу постизборни можни коалиции, но претходно. Се најавуваше широк фронт против режимот, како го велите вие, но на крајот сепак Социјалдемократскиот сојуз како опозиција со листи измешани, шарени, како што ги велите вие, одат посебно оди оној десен блок Љупчо, Љубе и Стојанчо од Достоинство. Посебно ќе одат Павле Трајанов и Јовој Кекеновски како коалиција за промени, посебно ќе оди веројатно Левица, не знам уште кој, и некако како да се расфатни. Еве вака, една работа не врзува сите. Овој наш опозиционен фронт, фронтот на десните партии, фронтот на За правда и промени, на Павле Трајанов, Јовој Кекеновски и другите, па најверојатно и Левица, сите не врзува една работа. Сите сме против режимот. И сите сакаме да ја вратиме правда, слободата и демократијата во Македонија. Тоа е една заедничка нишка. Но ние сме различни помеѓу себе. Не беше честно пред граѓаните да се настапи со концепти и прашања кои што не прават суштествено различни. Посебно еве со десните партии. Ние имаме различни видувања за одредени работи. Да, се бориме против режимот, но граѓаните ќе се запрашат добро. Која е таа иднина која што вие гарантирате вака различни внатре во тој дел? Честно е граѓаните да имат опции за избор. И некако има тоа како опции за избор. Така ќе нападнем од сите фронтови. Не само режим да падне, туку и опција за избор да имат граѓаните. Заради тоа што режимот ќе падне на 11 декември, ма ќе дојде по 11, како што вика председателот Георги Иванов, ќе дојде 12. На 12 луѓето ќе чекат решение, ќе сакат да се решат проблемите, да се испорачат, да се реализираат испорачените ветувања. Така да, апсолутно, мислам дека соодветни одлуки донесоа и другите партии, а и ние заедно, за да настапиме вака како што веќе се позиционираме пред граѓаните. Ајде малку околу она што се постизборни можни коалиции. Веројатно веќе мора да имате план со кого тоа би коалицирале. Иако вие велите ние сигурно победуваме, сепак анкетите не го говорат. Тоа последните анкети, овде ќе ги исклучам оние познатите на Чубовски и Шатев, ако не се лажам, веќе не знам никој, бидејќи сите стигнаа да прават анкети. А кои ви се тоа релевантни анкети? Па еве да речеме последната на Ири. Еве да речеме последната на како беа овие од Србија, каде што сепак ВМРО-ДПМН е во водство. Еве вака. На последните анкети води опозицијата. Но вистинската анкета се случува на 11 декември. Ние сме во режим. Кога велите опозиција, мислите на со десен фронт, сите против опозиционите партии, дефинирани како опозициони партии, наспротив владеачките партии. Водат. Не е голема разликата, но водат. При 32% неопределени, кои што дават подршка меѓу другото мнозинствено до 75%. На САЈО, криминалците од власта треба да одговараат, Македонија економски се повеќе тони. За кој ќе гласите, вика тајна е. Или се уште не сум одлучил. Или многу мал процент од нив па дека ќе остане дома. Апсолутно мене ми е јасно кој ќе победи на овие избори. Со целото моје искуство, тоа е повеќе од јасно. Прашањето е кои чекори сега ги презимаме, што ќе ни бидат од помош за она кое што ќе се случува во Македонија. Во таков еден амбиент, понуда за соработка и коалиција,
постои за сите што се залагаат за овие принципи зад кои што денеска стоиме вака исправено во општеството, за граѓанскиот концепт, за парите се вратат назад кон граѓаните, за да се намалат трошоците во Македонија, за да имат народот повеќе пари секој во семејниот буџет, за да имаме поддршка пред се кон новашните компании, наместо кон странските кои ги продолжуваме да ги поддржуваме, да можеме да ги зачуваме младите овде, за да можеме директно да им дадеме конкретни мерки како да станат сами свој газда, како да реализираме младинската гаранција, за тие принципи кои што стојат со сите. Сите оние кои што се надвора тие принципи, нормално дека потешко ќе се работуваме, па дури и да постизборно и коалицираме. И со кого тоа постизборно ви можеле да коалицирате? Со сите? Например, со ДУИ, ми интересира. Ние можеме да... ВМРО, ДПМН и ДУИ се во таква нераскинлива љубов, што не верувам дека вие можете да раскинете. Ние можеме да коалицираме со сите што се залагаат за ваквите принципи. Едно е јасно. Со вакво ВМРО ДПМН, тоа сигурно не. Со сите кои што се залагаат за ваквите принципи. Па дури со ВМРО ДПМН без Груевски, Мијалков, Јанкуловска, Ставревски и така натаму и така натаму. Со вакво ВМРО ДПМН отворено и јавно велам не. Зошто? Вакво ВМРО ДПМН водено од тие луѓе не може да гарантира. А со ново ВМРО ДПМН? Нека ги видиме тие новини, ќе зборуваме. Еве, например, персонифицирано во лицето на Никола Поповски. Јас не можам да имагинарно кажувам што би било, како би било. Со вакво ВМРО ДПМН ние не може да коалицираме. Но со ново ВМРО ДПМН не исклучувате може. Да го видиме тоа ново ВМРО ДПМН какво ќе. Заради тоа што не е така лесно да кажете ново ВМРО ДПМН, да го видиме. Со ДУИ? Се отворени сите можности. Не можеме да излеговте со изјава за двојазичност, која што секој ја толкуваше како сака и во зависност од потребите. И веднаш после тоа излегува лидерот на ДУИ Али Ахмети и вели ние се залагаме за целосна равноправност. Време е веќе да ги отвориме картите. Али Ахмети, кај беше до сега? Значи, кога зборуваме ние веќе за еднаквоста, равноправноста, за солидарноста во општеството и тргнување на сите предрасуди и поделби во Македонија, конечно се вклучи. Знаете како? Според мене, не треба веќе да има да се знае кој со кој ќе коалицира. Коалициите мора да бидат создадени на основ на принципи, на вредности и заложби. Тоа е само исправно пред граѓаните во Македонија. Така да, во делот на таа двојазичност која што е злоупотребуваат комплетно, јасен е и уставот наш и законот наш. Дај да се ослободиме. Јазикот е да се разбереме. Сите овие предрасуди да ги тргнеме. Да се бориме за економски и други перспективи. Власт, внимавајте, тој ќе ја федерализира Македонија. Тоа е таа приказна која што се продава. Крај да е. Луѓето се борат за еднаквост, рамноправност, унитарност во ова наше општество. Некој зборува за федерализација. Тоа е спротивно на целата оваа работа за која што ние се залагаме. Кој тоа бара? Во главата на националистите постојат такви прашања? Апсолутно. Наша заложба е еднаквоста, рамноправноста, споделувањето на исти вредности во општеството, унапредувањето на економскиот квалитет на животот, подеднакво за сите граѓани во Македонија. Тоа е еднината на нашата земја. Сплотени, здружени, заедно сите, заедно, не само зборувам по етнички основ, па дури и по политички, по верски, по било каков друг основ различен, само здружени може да имаме успех во државата. Конечно, господине Заев, имаме ли минимум услови за фер избори? Минимум услови се создадени од аспект на тоа што зборувавме, дел од медиумите, подобрување избирачкиот список или слично. До крај ќе очекаме да 11 декември. Што правиме со избирачкиот список? Не, бидејќи денеска излезе информација поврзана со и околу уверенијата од судот кои што излегуваат од 3 до 5 дена како беше, па имаше соопштение дека практично судот го пролонгира давањето на уверението, односно го дава рокот до 5 дена, а рокот за поднесување официјално на листите истекува во петок, ако не се лажам. Во петокот на 11 денеска нашите кандидати за пратеници добија дека на 15 ноември може да ги подигнат решенијата, а до 11 се поднесуваат документите за кандидатурите од страна на коалициите, партиите и другите политички субјекти, а составен дел на документациите е токму и ова уверение. Но како што знам, ако сум добро упатен, пред да дојдам да видам гости во вашата емисија, ми кажа дека судот се коригирал. Имаме ли чист избирачки список?
избирачкиот список е прочистен онолку колку што беше возможно. Затоа што знаете како велат, Заев тргна дека имало 200.000 фантоми, па стигна до 50.000, па на крај сето тоа го сведува на некои 3-4. Една работа што треба да биде јасна. Во Македонија се отклонети можностите за 80.000 порано злоупотребени гласачи и тие се тргнати на страна. Како е направено тоа? Едниот дел од овие 30.000 кои што се избришаа, 25.000 некаде се луѓе кои што трајно ќе останат надвор од избирачкиот список. И тоа се фалсификат гласачи. Едно 5.000, честни да бидеме, се живи и здрави граѓани овде се надевам ќе се регистрираат во овој процес. Со овие 171.500 ставени во посебен дел на избирачкиот список. Овде се некаде повеќе од 55.000 или близу 55.000 нашинци кои што живеат насекаде во светот, ама некој друг гласал во нивно име. Сега тоа не че мочи, како што се знае да се каже. Зошто? Од проста причина што веќе и нашите, и посматрачите, и членовите на ВМРО, ДПМН, на ДУИ, на другите политички субјекти, ќе ги чекат. Да се појават. Со сликите на избирачкиот список се отклонети. 80.000 бирачи се 7,5% од скупниот број на гласачи што излегле на последните избори и гласале во Македонија. Но на терен се уште се појавуваат проблеми. Повикувам второ прашање од граѓанин кој што денеска се јави упатено до вас. Што ќе прави со фантомите кои не се избришани? На мојот стан имаме фантомка Митева Катерина. Ние сме на Ангел Димовски број 8. Живееме во станот Поповски Симеон и Зорка и Митева Катерина. Со години е на нашиот стан, ама не знаевме зошто е. И дури добиваше и за телевизија фактура. Како ќе се спаси од бугарскиот воз при гласањето за изборите? Дали имаат некаква програма во тој поглед? Затоа што се уште од одредени партии пријавуваат луѓе на списоци по 15 лица да имаат за гласањето, се јавуваат на телефони. Тоа не го зборам на памет, зборам за тоа што ни се јавија веќе. Интересни еклатантни примери. Јас затоа реков онолку колку што можеше да се прочисти избирачкиот список. Еден дел од луѓето кои што се уште се вака на сомнителен основ поставени, најверојатно влечат поранешна адреса, која што денеска има можеби изградена зграда и стоја таму. Не навлегувам во деталите, но знам дека за 80.000 гласачи е отклонета можноста за злоупотреба. За сите оние, прво, затоа имаме своји членови на избирачките одбори, своји посматрачи внатре и целата оваа злоупотреба веќе ја знаеме. Некој заборавија дека опозицијата ги поседуваше бомбите во свој посед пред да ги предаде на специјалното јавно обвинителство. Ние ги знаеме во суштини и во детали, злоупотребите на власта повеќе нема да се случат. Една од суштинските новини во избирачкиот список е тоа што ќе има слика од секој избирач. И самиот тој избирач, кога ќе се појави, заедно со нашите избирачки одбори кои што потекнуваат од локацијата на местото на живење, ќе отклонат и последната можност некој да го злоупотребува избирачкиот процес. Вториот дел, господјата која што се јавува и го поставува отвореното прашање кое што е веќе видена атмосфера, тоа е давањето задача на нивните партиски луѓе да обезбедат по 3, по 5, по 15 гласачи. Овој систем повеќе не функционира од проста причина. Луѓето се охрабрија. Знаат дека е тајно гласањето, знаат дека никој повеќе не може да ги види зад параванот како гласат, знаат дека заради тоа е формирана техничката влада, знаат дека ваквата злоупотреба е слична како и другите злоупотреби казневи од 3 до 5 години затворска казна и апсолутно ваквите можности се сведени на буквален минимум. Затоа велиме регуларни избори Македонија мора да има, а поприлично треба да се потрудиме да бидат колку што може тие повеќе фер и демократски. Во МВР сега има само МВР или има пронимало? ВМРО слушавме сега да има СДС на вториот кат. Има само МВР и професионалци во огромна доминација кои што се ја сакат државата и својата професија и успешно ќе реализират. Знаете како во договорот што се постигна на 20 јули доби Оливер Спасовски или еве опозицијата преку Оливер Спасовски да промени не повеќе од 15 раководни луѓе. Ние сменивме 12 луѓе, претпоставам, тоа што го знам за последно, и буквално
Веруваме во капацитетите на сите оние професионалци кои што се вработени во МВР, еве водени професионално од министерот Оливер Спасовски. Јас сум поприлично сигурен, да не кажам 100% убеден, дека тие луѓе пред се ја сака државата и ќе ја завршат својата важна улога исклучиво во интерес на Република Македонија. Специјалното јавно обвинителство продолжува со предистраги, со истраги, со обвиненија на осомничени. ВМРО-ДПМН вели дека тоа е и задачата на специјалното јавно обвинителство да одработи за социјалдемократите сега пред избори. Дека СЈО е практично продолжена рака ваша, односно на СДСМ. Знаете како? Не беше тоа пред 1 век. СЈО е формирано и шефот на СЈО е избран од сите политички партии со целосен консензус, мислам дека беа 118 гласови на пратеници во парламентот. Проблемот е тоа што го додаваат во вториот дел на реченицата ВМРО. СЈО е избрано и конституирано да ја изврши својата задача. Не во вториот дел, во интерес на СДСМ. Не. Зошто? Знае Никола Груевски, знаете сите во Македонија. СЈО е формирано да покаже дали индициите за криминал се подкрепени со докази или не. Тие се должни да ја завршат својата работа час поскоро. Тоа е тоа што го очекуваат пред се граѓаните во Македонија и сите ние во политичкиот свет. Заради тоа што честно е граѓаните, меѓу другото, при својата определба на гласање, да ги знаат и правно-формалните аспекти на овие политички аспекти кои што веќе се расчистени во државата. Од тој аспект, се извинувам, од тој аспект, специјалното јавно обвинителство треба да работи и да покаже, ако има докази, да покрене кривични пријави, истраги и обвинителни акти. Ако нема докази, да ги отврли кривичните пријави. Тоа е таа институција зашто е формирана. Но тоа треба да го направи час поскоро. Несомнено дека специјалното јавно обвинителство се соочува со обструкции што од судот, што од обвинителството, па дури нити оној закон кој што го бара не помина во собранието. Видовме што се случуваше при поднесувањето на извештајот од страна на Катица Јанева внатре во собранието. Имавте рочиште минатата недела Пуч, каде што Груевски не се појави како сведок и тука следуваше една бурна реакција од специјалната обвинителка Катица Јанева, барем од новинариве колегиве кои што следеле за тоа што се случува. Знаете како? Толку многу е без тајни веќе во ова наша Македонија, а се случи во период од помало од 2 години, да не може да кажеме дека не сме заборавиле како се одвиваа настаните од денот 31 јануари, кога видовме Никола Груевски во влада, како држи прес, спомнувајќи и странските служби, жолтите комбиња, тактичката опрема, насилство врз државата, пуч, апсејќи жени и деца во Македонија, убедуваше дека тоа ќе биде преточено во судски процес, каде што зборуваше како тоа судот ќе одлучувал, каде што он таму тоа ќе биде присутен, и еве го денеска бега од судските процеси. Не се не појавува на рочиштето, а единствен сведок е на обвинителството, кој што има должност да се појави. Втората важна работа, продолжува да измислуваат, прво се разболел поротник судија, за да после го замени судот со двајца други, ама верували или не, сега немат цертификати безбедносни. Па зашто не ги заменили со поротници кои што имат безбедносни цертификати? Бега од целиот овој процес. При тоа, специјалното јавно обвинителство е формирано токму да ги заврши истрагите поврзани и тие што произлегуваат од незаконското прислушување. Она кое што јас го очекувам, минимум, до денот на изборите, е специјалното јавно обвинителство, не на мене, на граѓаните на Македонија, да им каже кои докази ги има обезбедено, за да знаат граѓаните каков обвинителен акт обстојува. Зошто? Дали е тоа пуч, согласно кој Зоран Заев, Зоран Верушевски и другите луѓе прислушкувале во државата, или тоа е обвинителен акт дека власта, начело со Никола Груевски, Сашо Мијалков и другите, го правеле прислушкувањето во Македонија. Одговорот, кој тоа прислушкувал, како тоа го правел и во колку период, е барем честно, тоа да се знае во Македонија, од проста причина, тоа е смислата на основањето и постојањето за кое што ние, 4 лидери на политичките партии, преку нас и парламентот, се согласи да основа ваква институција. Секако, знам дека таквата институција работи, јас верувам дека можат уште подобро да работат, но тоа секако е моје лично толкување.
Не знам што сакавте да прашате за Лупчо Георгиевски. Дека целокупната јавност очекува да дознае кој прислушувал. Затоа велам тоа можеби едно од дилемите на Лупчо Георгиевски кој што овде во интервју каже дека СДСМ е таа кој што прислушувал, алудирајќи на Зоран Верушевски. Јас гледав една емисија токму тука, каде што рече дека тој се поправува и сега му е јасно дека Сашо Мијалков прислушувал. Така да мислам дека на Лупчо Георгиевски му е многу јасно. Тој бил премиер во Република Македонија, кој прислушувал, како тоа го правел, како го систематизирал, како тоа изгледа. Еден поранешен премиер. Бидејќи МВР е Оливер Спасовски. Тоа можам само да го потврдам дека МВР не прислушкува. Зошто? Заради тоа што министер е Оливер Спасовски, иако таму директорот на државната на управата за безбедност и контраразузнавање е кадар на ВМРО ДПМН. Јас ето што можам да гарантирам, од 11 декември во Македонија нема шанси повеќе никогаш да се прислушкува, секако само тогаш кога ќе можам да го гарантирам целиот овој систем, добијан како одговорност да се води идната власт. Претходно ќе повикам од режијата уште едно прашање од гледач поврзано со специјалното јавно обвинителство. Ме интересира дали он лично може да даде гаранции за обстојување на специјалното јавно обвинителство без разлика на исходот од изборите. Дали СЈО ќе обстане, дали ќе се формираат едно подпрашање специјални судови, за да може оваа работа да се истера до крај, бидејќи гарант за тоа е и меѓународната заедница и он лично како потписник, еден од потписниците. Еве вака, секако јас ќе сторам се, во било какви околности, специјалното јавно обвинителство да ја заврши својата мисија за која што е формирано, со подпис на председателите на сите 4 најголеми политички партии во моментот кога е тоа одлучувано и со гаранција на меѓународната заедница. Но најсериозно ќе го гарантирам со поддршката од граѓаните која на 11 декември ќе ја добиеме. Јас сум убеден во таа работа. Апсолутно велодвикат Заев можеби знае најповеќе од сите, но јас сум убеден дека промените во Македонија ќе се случат, а со тоа едно знам. Специјалното јавно обвинителство од новиот парламентарен состав ќе добие поддршката за законот за заштитени сведоци, за сето она што им е неопходно да функционира согласно она кој што значи наш устав и наш закон. Не може државното обвинителство да има право на заштитени сведоци, ово обвинителство да нема. Не може да нема доволно буџет едно обвинителство, друго да има. Зборувам без разлика за кое обвинителство се работи. Тоа се институции на Република Македонија и сето она што им е неопходно при нивното работење во соодветен мандат треба да им биде дозволено. Така да ако државното јавно обвинителство има право да води истрага колку сака, но од отварање на истрагата се до покренување на обвинителен акт има 12 месеци, тогаш тоа треба да важи и за специјалното јавно обвинителство, еднакво како и ова. Да не биде ограничено постапката до отпочнување на истрага да биде 18 месеци. Тоа треба да биде егал, еднакво за сите. Пред да продолжам понатаму, уште едно прашање. Ќе повикам, па ќе се движиме кон она што не очекува по 11 декември. Следното прашање. Дали парите ќе ги вратат, не само да ги гонат судски и затвори. Прво тоа што покажува тоа да вратат и промените да ги направат сите заедно, како што збореше на овие речи ги собери. Прашањето е дали Зоран Заев ќе ги врати парите украдени од Груевски, Јанкуловска, Мијалков и Канчевска. Пошто гледаме сите по бомби, по разговори дека криминал постои. Добро. Сите арами, дали ќе бидат затворени соодветно на тоа што го направи тој криминал, прва работа. Втора работа, сите суди, значи, без разлика од кој град и што направиле, исто зуломи, председател на кривичен суд, зграда, бизнисмен, најак испладно од сите нас, дали и тие ќе бидат затворени? Сега ова е на ниво малку и на чаршиски муабет, украдени пари. Значи, прво да појасниме дека прво треба да се докаже дека е сторен некаков криминал, дека се украдени пари, па потоа дури да разговараме за тоа. Дури не специјалното јавно обвинителство не е тоа што докажува дали некој украл пари или не, дали се огрешил пред законот или не. Тие се на невиност мораме да имаме консеквенци. Тие се институцијата која што
одлучува основаност согласно докази за обвинение покренување или отфрла кривични пријави заради немање на докази. Ако се покрене обвинение, судот е тој што одлучува до конечност на судска пресуда, до правосилна судска пресуда. Согласно законите во Република Македонија, треба да го знаат тоа граѓаните. Ако има потврдена судска пресуда дека некој украл пари од граѓаните од Македонија, постојат закони во Македонија кои што гарантираат како се враќаат украдените пари. А убавата работа на украдените пари е тоа што остава трага. Така да, украдените пари ќе се вратат доколку се докаже судски дека се украдени пари. Јас верувам дека пари се украдени, тоа во милиарди евра. Нема дилема, но не е важно дали Заев верува, дали вие како новинар верувате или некој од граѓаните веруваат. Судот треба тоа да го потврди во независна судска постапка при независна судска одлука. Потврдена од конечна инстанца да биде правосилна судска одлука. При ваквата работа, конфискацијата во Македонија е овозможена категорија. Законите ја гарантираат. Прашањето е дали ќе има политичка волја во државата да се спроведат тие закони. Сега постоеле, ама никој не ги спровел. Да, ќе има. Јас им гарантирам како политичар дека ќе има целосна политичка волја и не само што им гарантирам, им ветив на граѓаните, на триумфалната капија. Ќе има бројченик кој што секој денар, секој евро украдено, како ќе се враќа, така бројченикот ќе заврти. За да знаат сите колку тоа од украдените пари се вратиле во буџетот и преку нив се вратиле кон граѓаните по сите социјални аспекти, за да можеме да го зголемиме квалитетот на економскиот живот на граѓаните во Македонија. Ова затоа што како се менуваше власта, така никој од челниците не одговарал, иако постоеле индиции и сомневања. И луѓето веројатно веќе се научени дека постои оној притаен договор помеѓу лидерите на неголемите партии, јас тебе не те чепкам, ти мене не ме чепкај, оставиме. Да, ама една работа морат сите да признаат вклучително и такви луѓе што коментираат вакви работи. Вакво мавање од чела од страна на опозицијата кон власта немало никаде. Ни во Македонија, ни во регионот, не знам и каде подалеку од светот. И не само тоа. Ова криза трае, гледате колку. Ако било за договор под маса над маса, не знам каков, ќе заборавевме досега на кризата. Не, обстоивме на зборот. Секогаш колку и да беше чувствително. Сум трчал од преговори пред суд, со можност да донесат пресуда секогаш. Кога ќе носат? Не. Верувам до небото за ова за што се бориме. И знам, и сум убеден дека ќе успееме. Единствената иднина во Македонија е тоа. Законот мора да важи еднакво за сите. Политичарите мора да бидат и етички повеќе одговорни. Етичкиот однос на политичарите е изгубен, нима да го вратиме. Комплетно правната држава мора да ја устоличиме. Без било какво влијание, судот во иднина мора да одлучува. По 11 декември ве очекува многу работа. Јас ќе тргнам од она што е забелешки препорака на Прибе. Реформи во судство, реформи во администрација, вие морате да одвоите партијата од државата. Ви стои се уште како багаж она изјава ќе јадеме живи луѓе? Зоран Заев е жив и здрав и тука функционира во Македонија. Јас сум се уште градоначалник на една општина, на никого влакно од главата не му фали. Така, јас наследив општина од градоначалникот ВМРО, па не, никому влакно не му фали. Добро, кога прашам пише, веројатно ќе каже нешто друго. Како сака, нека каже, вистината е само една. Знаете како? Од 7-8 раководители во Струмица, тројца се останете од тоа време и си тера да бидат раководители. Тоа се добри луѓе, да не зборуваме за вработените во општинската администрација, комуналните предпријатија, училиштата или слично. Никому политички не му се случило ништо. Така и ќе биде во иднина во Македонија. Некои луѓе велат, така зборуваат политичарите, пред избори не бе во камера, кажувам, да ме слушнат сите граѓани. Јас сум шефот на опозицијата. Никому нема да му фали влакно од главата или да биде избракан од јавната администрација од политички причини. Но може и најголемиот СДС и најголемиот ВМРО. Или било кој, ако не се завршува професионално работата. Нормативи, вредности има да важат во ова Македонија. Департизација на државата мора да се случи. А изјавите од ваков тип, како живи луѓе, како кичмата ќе ја скршела на Македонија, како не знам што штрански служби, шпионажи или новото двојазичност, или како го вика ова федерализација на државата, можете да се наслушате колку сакате. Вакви грозоти. Само ќе биде дел од фолклорот на предизборието. Сме се надитрили веќе во вакви работи, но граѓаните знаат што е што. И нема дилеми
овде. Затоа сум посветен на иднината, а не давајќи образложение на ваквите конструкции кои што власта ги правела целиот овој период. И да знаат граѓаните, покрај целата оваа контрола што има генерално врз медиумите со одредени исклучоци, во целиот овој период, еве не успеа. На основа на што да ви веруваат граѓаните? На основа на Струмица. Мојот доказ е Струмица. Јас доаѓам од бизнис секторот. Можеби јас сум прв лидер на големите политички партии што заработил 5 банки во животот. Не чекал плата на првиот администрацијата да добие. Дојдов, се вградив внатре и покажав и пред себе и пред сите дека ако се сака се може. Струмица е првата општина во Македонија и единствена која што нема еден денар кредит, ниту ние, ниту училишта, ниту јавни предпријатија, никој нема, а е една од најразвиените општини во Македонија. Значи ако се сакало, се можело. Тоа е, јас сум тој. Моите дела се гледат во Струмица, се фаќаат со раце, се гледат со голи очи. Тоа што е сработено, убавината, барем кај градоначалничката функција, е нашата надлежност е таква. Се гледа тоа што е сработено. Денеска Струмица е еден од поубавите градови во Македонија, една од најразвиените општини во нашата земја. И на крајот, секако чест и одговорноста која што граѓаните ќе ја дадат е сама по себе гаранција за да видат дали навистина Зоран Заев ќе биде тој кој што го знаат од тоа што досега сработил. Имате план за живот кој што го нудите на граѓаните на Македонија како контратежен оно што го нуди партијата на власт ВМРО-ДПМН, владеачката партија до пред неодамна. Тие постојано велат да само нема програма. Ако ништо друго, барем ВМРО-ДПМН успеа да ве натера на некој начин да направите програми, бидејќи тие ги правеа онака побајањи големи со рокови врзани. Сега не навлегувам во тоа колку е остварено, меѓутоа има и отчет, има и програм. Ако дозволите, спомнавте прибеј реформите. Тоа е многу важно. Тоа треба да го знаат граѓаните и честно политичарите да им го најават уште сега. Така да верувам и во кампањата тоа ќе се зборува, но кога ги спомнавте реформите од прибеј, тие конечно после 25 години како реформски процеси морат да се завршат. Што значи тоа? Да бидат на чисто граѓаните. Вака ќе растресеме Македонија. Од главнички наопачки. Да ви кажам детали. Што значи тоа како ќе растресите? Еве вака. Ќе го распуштиме судството. И ќе има реизбор во судството. Нема што да се плашат судиите. Сите што честно и по своје убедување судиле, тие ќе си бидат повторно судии. Нека се плашат оние што судиле согласно препораки од врхушката на власта. Сите оние кои што се огрешиле пред законот или слично. Има многу убава пракса во Европа како се правеле тие реформи во судството, на ваков начин со распуштање и реизбор. Најдобрата пракса ќе ја примениме во Македонија. Согласно критериуми кои што ги знаеме, се знае колку предмети биле вратени, потеклото на парите и имотот на секој судија, колку од овие судски пресуди кои што се донесени имало под влијание на власта или колку честно судиите одлучувале. Има пракси одлични да спроведеме вакви реформи. Сите институции кои што представуваат коректив на власта, ќе ги кажам неколку. Државниот завод за ревизија, антикорупцијска комисија, антимонополска, антидискриминаторска и многу други, кои што треба да ја контролираат власта. Вклучително и јавното обвинителство, кое што ќе го одделам во ставот што сакам да го кажам. Сите институции ќе бидат дадени на независни интелектуалци да ги водат, за да ја чуваат Македонија од СДСМ. Тоа мораме да го направиме. Јавното обвинителство после втората година ќе биде дадено на предлог државниот јавен обвинител, на опозицијата, одделот на експертите да го предложи. Зошто? За да ја контролира пред се власта, предводена од СДСМ. Медиумите мора да бидат растеретени. Не е се во законите. Ќе донесеме законите кои што ги предложи Питер Ван Хојте, заедницата на медиумите, и ние ги поддржаваме во парламентот, но мнозинствено беше власта и не помина тие закони. Законот ќе го донесеме, но не е се во законот. Политичкото однесување, политичкиот етички однос на политичарот е многу важно тука, на врхушката на власта. Ќе ги ослободиме медиумите. Секако државата треба да ги поддржи медиумите, но по транспарентен, принципиелен начин, еднаков за сите, со можност за напредок на тие послабите, за сметка на посилните, за да има компетитивност натре. Тој што повеќе ќе ја критикува власта, ќе добие 1% повеќе од тој дел. Значи ќе вградиме корективи и механизми комплетно. И ова го зборувам само во дел од реформите. Многу се и не навлегувам детално. Најважниот дел од нашата програма се економските реформи. Тоа сакав да прашам, откако ќе ги ослободите луѓето, веројатно ќе треба да ги дадете да јадат, затоа што економскиот дел е 70% од нашата програма. Како велиме? Парите ќе ги вратиме назад кон граѓаните. Прво ќе ги скратиме сите овие измислени трошоци, радиодифузни такси, извршителски давачки поголеми по 10 пати повеќе од колку што е давачката. Казните
кои што се досега проектирани во буџет, катастрофа. Не може да проектирате казни во буџет, па да трчат инспектори да го наполнат буџетот. Ќе ги укинеме. Првата инспекција ќе биде опомена. После тоа ќе има 50% од казните кои што се дефинирани по закон и слично. Ќе намалиме генерално трошковните структури на граѓаните. Во останатиот дел ќе изголемиме социјалните трансфери до прако 12.000 денари за социјално семејство, за да може да има минимум приходи, не 2.500 денари. Ќе имаме и аранжмани со ММФ во делот на преговори. Ќе ви кажам ако дозволите. Ќе помогнеме пред се домашното стопанство, поддржувајќи го секако и она што значи странски инвестиции. Парите мора да останат во Македонија, домашните фирми и кога ќе профитират, парите остануваат овде. Генерално сите фирми, младите ќе ги мотивираме директно да станат сами свој газди. Кога ќе завршат факултет, ќе се пуштиме по нив или да им помогнеме во до едукација, магистратури, докторати или слично. Ние да платиме првите 6 месеци владата, нашата влада, идната влада за тренинг на сите млади луѓе за да бидат и практично подготвени за работа или да влезат во работниот процес да му олеснеме на работодавачот како би можел трајно да го задржи тој млад човек. Но ќе стимулираме младите и да станат сами свој газди. 10.000 евра ќе даваме грантови, неповрати и слично. Цел сет на економски мерки имаме. Повраток на ДДВ за да се враќаат пари назад, 15% од ДДВ-то, што го имаме во секоја фискална сметка. Граѓаните ќе го враќаат назад. Даноците ќе останат исти, освен правичното даночно ограничување на персоналниот данок. Што значи тоа? Побогатите ќе платат повеќе. Патиштава што сега автопатиштава ќе продолжите да ги градите? Ќе продолжиме да ги градиме автопатиштата. Тоа што е добро во Македонија, го поздравуваме и ќе продолжиме. Иако некој ќе одговара за украдените пари од кинеските кредити. Но патиштата се потреба за Македонија. Така да нема дилема. Од каде ќе најдеме пари? 400.000 евра, 400 милиони евра годишно се крадат во државата. Се крадат. Нема да има кражби повеќе. Има да има одговорност на секој што ќе украде 1 денар. Нема да додат дополнителни 200 до 300 милиони евра во непродуктивни трошоци. Цело тоа ќе го промениме во нашата земја. Ќе ви се заблагодарам што одвоивте време, што прифативте да бидете дел од 24 анализа. Последната шпекулација е дека Никола Груевски од изборната единица 1 ќе оди за носител во изборна единица 4. Да, имам таа среќа. Оному каде што сте вие. Да, имам таа среќа на мој домашен терен. Знаете, јас сум роден во Струмица, пораснав во Струмица, моето семејство во Струмица. Убаво е, ако одлучи, и го поканувам да дојде во четвртата изборна единица. Последните резултати беа 12-8 за ВМРО. Го поканувам да дојде во четвртата изборна единица, бегајќи секако од првата заради тоа што знае дека таму ќе изгуби катастрофално, да доживее како и во четвртата изборна единица ќе претрпи убав, прекрасен пораз. Благодарам уште еднаш, вам почитувани ви благодарам што бевте со нас, чисто колку за подсетување или за информација, покана за гостување во 24 анализа, интервју е испратена и до лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во надеж и во очекување дека конечно ќе ја прифати поканата и дека ќе се одважи да дојде на едно интервју овде во телевизија 24 вести. Останете со нашата програма, ви благодарам што не гледавте.